Добро, денес ќе се охрабриме, или како секогаш, и ќе зборуваме од зборот Божи, ќе читаме ја стихови и како што кажува Библијата, верата доаѓа од слушање на Божиот збор. И нашата вера ќе се ојача, ќе се подигне денеска со тие работи. Значи, обично сакам да свирам и да славам Господ и вака ретко збора. Има малку трема, ама ќе успееме да пренесеме таа порака што мислиме. Да, така. Ама ако имаш трема, значи нешто важно ти имаш така чувство. Да, одговорност. Голема одговорност, да, така се осеќам. Или ме покани да кажам нешто така, прилика пола сат. И си викам, се тешко ми е, ама после размислив, си викам, па ќе зборувам за Исус, ќе зборувам за Господ, тоа е нешто највеќе што ја сакам. И мислам дека да ме оставите до вечер да зборувам за Господ, ја би зборувал, зашто тоа е нешто што највеќе го сакам. Така не е тешко. Не е тешко на никого тоа да го прави, ја мислам. Иначе би сакал секојаш свирам и реков ќе ја користам секоја шанса, секоја прилика кога ми се даде да свирам за слава на Бог. Па и еве и оваа прилика ја искористам за да зборувам сега за слава на Бог. Ето тоа би било мојот вовед. Вака, значи, првиот стих ќе го прочитам од Филипјаните 3 глава 14 стих. Ке би сакал на тоа да се базира мојот говор денес. Пак заеднички ќе извлечеме некој заклучок. Значи, ова Павле го зборува во посланието и раскажува некои делови од неговиот живот и што е он во суштина. И почнуваме сега од 14. Тоа е со 13. Вика, браќа, јас уште не мислам дека го достигнав пред тоа зборува за совршенството, но сепак правам едно. Го заборавам она што е зад мене, а се стремам кон она што е пред мене. Трчам кон целта за наградата на горното призвание од Бога во Исуса Христа. Павле вика, правам едно во сите овие работи. Го заборавам она што е зад мене и се стремам кон она што е пред мене. Трчам кон целта. Христијанскиот живот може да личи, Павле го објаснува како трка, во која има разни предизвици и треба да кажеме издржливост за трчање, да не се откажува човек и да се стреми кон целта. Нашата трка во христијанскиот живот не е да стигнеш прв. Треба да истреш, да не се откажуваш и попатно да им помагаш на сите што ќе ги најдеш во потреба. Значи, ако некој се истоштил, ти да го подкрепиш, да го охрабриш, да му помогнеш на некој начин, да го освежиш, за да продолжи понатака. Тоа се случува во нашите собирања, кога се охрабруваме едни со други, кога сме во потреба, кога си помагаме, и на тој начин ја трчаме трката, послушни на Исус. И преку неговата љубов се љубиме едни со други. И потоа овој свет познава дека сме различни, зашто така зборува во Словото. Исус вика, ако се љубите едни со други, ќе препознаат дека сте мои ученици. Тука, размислувајќи сега за овој стих Павле што го кажува, има, осеќам една доза на срам на Павле за неговиот изминат живот, затоа што Павле бил гонител на црквата, ги прогонувал христијаните. Значи, од што бил
голем евреин, ревносен, за него представувало закана тоа учење од почеток и он сега не знам што правил, никој не знае, ама сигурно правил некои работи од кои се срамил човек. Исто така и ова го кажува и ги остава и своите достигнувања на страна. Затоа што Павле значи постигал многу. Он го рашил христијанството во Азија и Европа, значи. Он ги остави и тие негови достигнувања на страна и се стреми, значи го заборава и тоа, да не се возгорде. Сега ја тука поише се поистоветувам со срамот од минатото, со грешките што човек ги прави. И јас ова истото го кажу. Значи, го заборавам она што е зад мене, а се стремам кон она што е пред мене. Трчам кон целта. Можете и вие за себе да го кажете или било кој слуша тоа. Значи, работите што веќе Бог ни ги простил одамна, можеме и ние да си ги забораваме. Сега сакам на друга работа да осврнам, значи ова малце како нешто што мене ми се разјасни, како функционираат некои работи и би сакал да ги споделам. Значи ќе читаме сега од Прво Јованово послание, 2 глава, 15 стих. Не сакајте го светот, ниту она што е во светот. Ако некој го сака светот, љубовта од Бога Таткото не е во него. Зашто се што е во светот, похота на телото, похота на очите и гордоста на животот, не е од Таткото, туку е од светот. А светот поминува и неговата похота. А кој извршува Божјата волја, останува довека. Значи, тука гледаме како една заповед, не го сакате светот. И малце е чудно тоа. Јован 3.16 вика, зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, а овде вика, не го сакате светот. Значи, мора да објасниме што се мисли тука. Нормално, Господ ја создаде небото и земјата, значи го создаде светот, тоа што е материјално, се што го исполнува светот и сите тие работи. Тука во Прва Јованова се зборува за расипаноста на светот. Значи, после гревот, светот што се искорумпира и што стана под делување на сатаната. И сега, тука има 3 работи што се посочуваат. И јас мислам дека со тие работи човекот влегува во искушенија и може да се оддалечи од Господ. Тие работи делуваат по нашата природа и непријателот знае подмукло да навлезе и да делува преку тие работи. Значи, се спомнува похота на телото, похота на очите, гордоста на животот. Сега само малце да објаснам што мислам дека тоа значи. Значи, похота на телото е нашата грешна природа, која имаме наследено од Адам. Исто така, и таа не води, да кажеме, далеку од Бог, кога се стремиме по таа похота. Похота на очите се нашите погрешни желби за кои се стремиме, гледајќи ги, што не се добри, што не се добри за нас, дали е лакомост, алчност, тоа не одвојува од Господ. Гордоста на животот, тоа е бунтовништво спроти Бог. Значи, човековата ароганција, надуеност, претерување во некои работи, сакајќи да ги импресионира
другите луѓе, човекот околу себе, па се преправа нешто што не е. Или па со еден збор гордост. Значи, ги потенцираме овие три работи. Пазите на нив. Похота на телото, похота на очите и гордост на животот. Сега ќе читам од првата книга. Читаме за првите луѓе малку. Читам Битие 2 глава 15 стих. Господ Бог го зеде човекот и го постави во Еденската градина, за да ја обработува и да ја чува. Господ Бог му заповеда на човекот велејки: јади слободно од секое дрво во градината, но да не јадеш од дрвото за познавање на доброто и злото. Во денот кога јадеш од него, навистина ќе умреш. И потоа, значи, Господ му го кажува на Адам, Ева уште не постоела. Значи, Господ му ги дава животните сите, да се грижи на Адам и кажува дека нема соодветен другар, па за да му направи соодветен другар, ја создал Господ Ева. И да бидат, нели, маж и жена, едно тело. И сега продолжуваме да читаме по 3 глава, од кога веќе се они заедно, нели? И сега ова може, кој знае колку стотици години може да поминаме заедно се. Да кажеме сега, измислам. И се случува следното, значи првиот грев. Змијата беше полукава од сите полски животни, што Господ Бог ги направи. Таа и рече на жената: вистина ли е дека Бог рекол, не ќе јадете од ниедно дрво во градината? А жената и рече на змијата: смееме да јадеме плод од дрвата во градината. Само за плодот на дрвото што е среде градината Бог рече: не јадете од него, не допирајте го, за да не умрете. А змијата и рече на жената: а вистина не ќе умрете, туку Бог знае дека во оној ден, кога ќе јадете од него, ќе ви се отворат очите. И вие ќе бидете како Бога, распознавајќи го доброто и злото. Жената виде дека дрвото е добро за јадење, пријатно за очите и дрво пожелно за да се постане мудар. Набра од неговиот плод и го јаде. Му даде на својот маж, кој беше со неа, па и тој јадеше. Тогаш на двајцата им се отвори очите и се гледа дека се голи, сплетоа смоквени лисја и се направија преигачи. Значи, во првиот грев, што го направиле луѓето, ги гледаме истите тие работи, тие три што ги набројавме претходно. Значи, виде дека е добро за јадење, похота на телото, пријатно за очите и пожелно за да се постане мудар. Да, тоа е гордост. Значи, ова го кажам споредбено, значи како навлегуваат искушенијата во нашиот живот и што треба да се пазиме. Сега тука што ми е интересно мене, викам му даде на својот маж и он јадеш проба. Не се ни побрал ништо, знаеш, се он зел да јаде. Тоа ми е чудно, сега може да немаме добар опис тука се одветен. Сега си викам, баш читав претходно дека на него му е заповедано, ева уште не постоела. Господ на него му кажал да не јаде. Да, тоа ми е чудно. И сега овој не кажал ништо одма. Нешто малце чудно. Дали му била љута, нешто па морал да слуша. Да, морал да слуша. Добро, да, тоа е интересно. Идеме.
Важно, двајцата го обрале бустанот. Идеме сега во Евангелие по Матеј, 4 глава. Пишува за Исусовото искушување. Значи, ова е продолжетокот кога Исус е крстен и тогаш почнува неговата служба. Тогаш Духот го одведе Исуса во пустината, за да биде искушуван од ѓаволот. И откако постеше 40 дни и 40 ноќи, најпосле огладна. Тогаш искушувачот му пристапи и рече: ако си Божи син, кажи овие камења да станат лебови. А тој одговори и рече: напишано е, човекот не ќе живее само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Тогаш ѓаволот го одведе на светиот град, го постави на крилото на храмот и му рече: ако си Божи син, фрли се долу зашто е напишано, ќе им заповеда на своите ангели за тебе и ќе те носат на раце, за да не си ја удриш ногата на камен. Исус му рече: напишано е повторно, не искушувај го Господа твојот Бог. Ѓаволот пак го одведе на многу висока гора и му ги покаже сите царства на светот и нивната слава и му рече: ќе ти го дадам се ова ако паднеш и ми се поклониш. Тогаш Исус му рече: оди си, Сатано, зашто е напишано, на Господа твојот Бог ќе му се поклонуваш и ќе му служиш само нему. Тогаш ѓаволот го остави и ете ангели дојдоа и му служеа. Многу интересна случка, објаснување, сите ова го знаете што сте читале Библија, него. Меѓутоа пак го читам ова за да ги најдеме овие три работи што ги спомнавме преска. Се работи, значи, за три прашања и три одговори. Секое прашање или секое искушување е составено од трите точки претходно што ги набројаме, што ги потенцираме, нели? Значи, Исус огладнел и е искушуван со похота на телото. Ѓаволот му вика: кажи овие камења да станат леб. Сега одговорот е прекрасен, многу ми се свига на Исус. Напишано е, човек не ќе живее само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бог. Значи, ова ми е прекрасен стих. Ја така си гледам кај срце, што многу сакам да читам Библија, секој ден читам. Мислам дека е тоа многу важно за христијанинот. Буквално, тоа е нашата храна, духовна храна, леб, од кој секојдневно живееме од Божите зборови, што се кон нас. Значи, тоа што му кажа да се фрли од храмот и демек ти си син Божи, тебе одма ќе те спасат, не те оставаат тебе, значи, знаеш кој си ти. Тоа е гордоста на животот. И нели кога се нудат сите богатства земни, демек тоа е похота на очите. Така јас го сваќам. Значи, како подзаклучок тука би било на овој начин, значи ние сме искушувани во нашата трка, во патот на нашиот христијански живот и треба многу да пазиме тука на овие работи. Значи, зашто го кажам ова? Да се изобличи како доаѓаат тие работи во нас и како да напаѓаат. Значи, зашто идат подмукло и треба да имаш увид од Господ за да ги осетиш тие работи кога доаѓаат во твојот живот. Сега накратко би објаснил за други три работи што се соодветен дел во нашиот живот и добро, ја често се повторувам и сакам да бидат, да кажеме, јасни овие едноставни работи. Не кажам нешто што е само ја го знам, него сите го знаеме, само го потенцирам. Значи, како прво молитва, како второ Словото Божјо и трета работа е заедништво или црква. Значи, овие се работи
живејќи во овој свет, нели? Ние сме во овој свет, ама не сме од светот, зашто Господ кога поверувавме, не извади од царството на темнината, не стави во царството на светлината. Значи, живееме во овој свет, но не припаѓаме во овој свет. Затоа, нашата трка кон целта, ние ги практикуваме овие три работи. Кога ги практикуваш овие три работи, не можеш да навлезеш од претходните работи што те искушуваат. Едноставно, ти се тренираш во тоа и си заштитен веќе, живееш во Божјото царство. И јас така се тестирам некогаш и си викам, ако една од овие три работи ми фали, значи би се потребало да би сакал да надокнадам. Значи, молитва се работи за нашето интимно заедништво со Господ, со Таткото. И, нели, тоа има дел кога не го правиме јавно, него сами сме некаде и зборуваме со Господ, се молиме. И во Библијата пишува, молете се постојано без прекин. И мене тоа ми беше чудно. Значи, ја не сакам да правам нешто со сила. И порано не можев тоа да го сватам. Сега како? Сега да седнам и цел ден, цела ног да се молам. Значи, не ми иде. И не се работи за тоа. Не се работи ниту пак за повторување. Некои религии повторуваат зборови и реченици 100 пати, 200 пати. Мисля дека така постигнуваат нешто. Пред некое време, на едноставен начин ми се разјасни овој стих. Еднаш со мојот татко седам и така си седиме, ништо не правиме. И иначе имам фала на Господ, многу добар пример од татко ми за животот и колку се грижал за мене. И тој што има добар татко знае нешто повеќе за нашиот небесен татко. Како и ние како татковци такви би требало да бидеме. Што сакам да кажам, значи на едноставен начин. Јас и татко ми седиме сами, не правиме ништо муабет, ништо не разговараме. И само ни е доста тоа што седиме сами. Присуството. Да. Тоа јас го кажам, тоа е исполнување на зборот молете се постојано. Значи, и воопшто не ме е тешко, јас не треба да повторувам молитви со сати и да се трудам само да зборувам и да кажам. Нормално, тоа што ми лежи на срце, го кажам претежно, му кажам фала ти за се, зашто ми дава се и ме благословува во животот. Многу сум задоволен, значи изминатите години и за благословите Господ што ни ги дава во семејството. Иначе денес имам поддршка од цело семејство со моите ќерки. Многу го ценам тоа што дојдовте, значи ми рекоа што тата ќе зборува, одма идеме. Нема тука прашање, да. И така многу го ценам, фала ви. Голема поддршка. Словото Божјо, преска реков, значи со овите зборови се дека Словото Божјо е храна за нас. Значи стварно фалам на Господ за Библијата, за тие сите книги што се таму. И одново ги читаме со години и Господ ни зборува преку нив. Секогаш за тие што го љубат Господ и го љубат Словото, секогаш има нова свежина во стиховите. И буквално можеш да осетиш како Господ те учи и зборува читајќи. Словото Божјо служи за да имаме, да ги разграничиме работите околу нас.
Значи, нешто што се коси со Божјото Слово, ние мора да го отфрлиме. Тоа ни е како репер, како инструкции во животот, за да знаеме да стоиме. Значи, Господ не не остави голи и боси, ни го даде Словото, тоа е едно огромно богатство, за да се учиме и да го слушаме како ни зборува и што не учиме. Тоа е втората важна работа, што треба да се практикува, и заедништвото црквата е третата. Човек што ќе каже мене не ми треба црква, јас сам ќе се бидам, прави грешка голема. Ја, например, во мојот живот сум се одвел така од црквата и сега скоро ќе биде некако као 30 години од кога сум го запознал Господ. И сега 15 години сум бил од црква, 15 години не сум бил од црква. Така ќе дај. Значи. И сега зашто ова го кажам, и тоа е као Павле што вика, го оставам сега тоа што е зад мене, се стрemam веќе тоа што е пред мене. Значи, мојот пропуст што сум се одвел јас, веќе го оставам позади и не е важно тоа. И сега се стремам кон целта. И мислам дека огромна важност, значи, не е само одењето, него припадноста во локална црква, за да значи да бидем, тоа е и за лична заштита, верувајте ми. Тоа е нешто слично како што кажа за песната, копнежот од сите срца се спојува во еден оган, за славење на Исус, да кажеме. Ја као што си ја визуализирам песната, нели? Така и црквата, значи, Исус кажува дека црквата е негова невеста, и таа е, значи, една е црквата на новородените деца Божи од цел свет. Меѓутоа, дека одиме низ оваа трка, практично е да припаѓаме во локална црква. Значи, иначе црквата е едно, тоа деноминации и такви работи се човечки измислици. Господовата вистинска црква, невестата негова е една. И во неа ние припаѓаме, нели? Затоа не смееме да се двоиме, да се делиме и да отсуствуваме, нели? Значи, три работи што ни помагаат во таа трка, кон целта: молитва, Словото Божјо и црквата. Значи, мислам дека тоа е едноставно за секој човек да го разбере, не треба да бидеш некој премногу учен човек за ова да го сватиш, и тоа баш кажува Исус дека сите, значи тоа што креирал за сите, не само за исклучителни луѓе. Значи, јас знам дека во едноставноста е убавината. Почесто ние луѓето ги комплицираме работите, меѓутоа многу едноставно да знаеш некој работа. Тоа мене ми е како, значи, имаш оркестар со многу инструменти, 20-30, и сите, секој ќе отсвири по еден тон, секој инструмент, ама кој ќе се вклопат заедно, ќе испадне многу добра композиција. Никој не треба да свири комплицирано, а ако некој свири комплицирано, ќе дречи, тогаш ја си по музиката, нели? Да. Така да, во едноставноста е убавината. Па ете, помина пола сат, не? Да. И планот ми беше уште еднаш да го прочитам стихот на Павле. На крај. И нормално да извлечеме некој заклучок.
Ќе почнем се од 12. Не велам дека веќе го достигнав или дека веќе дојдов до совршенство, туку настојувам да го достигнам, зашто и мене Христос ме достигна. Браќа, ја уште не мислам дека го достигнав, но сепак правам едно. Го заборавам она што е зад мене, а се стремам кон она што е пред мене. Трчам кон целта, за наградата на горното призвание од Бога во Христа Исуса. Амен. Толку е било.